Потпишувањето на договорите за ниската исплата на К15 ги остава надлежните со врзани раце. Председателката на Гласен текстилец Кристина Ампева истакна дека тие може да делуваат само доколку работниците не се потпишеле и не номинирале никаков представник. Вели дека со оглед на тоа дека Гласен синдикат работи паралелно со Сдруженијето. Тие имаат мнозинство членови со исплата на К15 во износ од 16.800 денари до 20.000 денари. Таа повторно ги повика граѓаните да се приклучат со цел да немаат никаква загуба. Па да, ова е проблем кој што се случува секоја година. Ова е колективниот договор за стопанството, кој што го имаат подпишано Сојузот на синдикати на Македонија, организација на работодавачи, и таму се вели доколку фирмата работи со деловни потешкоти, дека може да се исплати под сумата која што е гарантирана за таа година, во конкретниот случај за 2024 е 16.800 денара. И сега пишува, таму каде што има синдикат, конкретно на СТКЧ, кој што е дел од Сојузот на синдикати на Македонија, таму треба да се потпише, нели, представникот на синдикатот, односно синдикатот, заедно со работодавачот да потпишат спогодба за помал износ, а таму каде што нема синдикат, таму треба да се номинира представник на работниците. Затоа се и тие присилби сега за потпишување на бланко листови, каде што мнозинството работници номинираат наводно нивен представник, кој што е најчесто близок до газдата, до работодавачот, и подоцна тој истиот представник ја потпишува оваа спогодба за помал износ на К15. Ова е проблем кој што се случува секоја година и ваквиот проблем не е само годинава, вели Ампева. Значи, таму каде што работниците се потпишале, ние апсолутно ништо не можеме да направиме. Исто и еве во овој документ кој што ви го покажав, овде ССМ се потпишале на 3.000 денара К15 и ние не можеме апсолутно ништо. Во случаевите каде што нема синдикат, во случаевите каде што работниците не се потпишале на апсолутно ништо, не номинирале некаков представник кој што е близок до работодавачот, можеме и како да направиме. Исто морам да се пофалам дека, нели, со оглед на тоа дека Гласен синдикат веќе е основан, кој што работи паралелно со Сдруженијето, таму каде што имаме ние мнозинство наши членови, значи збориме за исплати од 16.800 до 20.000 денара. Исплата на К15. Затоа и еве повторно ги повикувам да се приклучат во работнички синдикат, бидејќи знаеме како да преговараме, знаеме што значи фирма во загуба. Инаку она што додатно истакна Ампева е тоа дека мора да се направи измени во Законот за јавни односи, со што треба да стои точно колкава е сумата и под која не смее да се оди, со цел да не бидат оштетени работниците.